Добар ден на сите, почитувам председател на владата, членови на владата, почитувам председател Али Ахмети, амбасадоре, представници на медиумите, драги приятели и гости. Ова денеска е уште еден показател дека оваа влада знае да го искористи инвестицијскиот потенцијал на инвеститорите. Реалниот потенцијал. А најдобар доказ за тоа се 1350 луѓе вработени од овој регион, кои што минатата година зема 22% повисока бруто плата во однос на 2019 година. И тоа е реална последица, односно резултат, и на заложбата на оваа влада, за да го подигне животниот стандард на луѓето во овој регион. Македонци, албанци, турци, бошњаци, небитно. И како што ние и Леа не ги дели луѓето по националност, ги повикуваме нашите политички опоненти да не ги делат инвеститорите на наши и ваши. Она што исто така многу важно, зборувавме вчера и со Вања и со представниците на компанијата, Вања ќе биде внимателен на секиде. Компанијата веќе исплаќа плата која што не ниво на просечната во државата. А тоа е 10% повисоко од просекот во зоните. И тоа не застанува тука и ние не застануваме тука. Рековме дека ќе не биде приоритет да го подигнеме животниот стандард на луѓето. Компанијата веќе во својот деловен план се обврза за новата инвестиција. Се обврза значително покачување на платите во наредните 10 години. Ние тоа не застануваме тука, него во разговорите што ќе следат во делот на државната помош ќе се обидеме тоа покачување да биде уште повисоко. Нема, кажувам, бројки Вања како што вети. Меѓутоа ќе зборуваме кој ќе го отвораме објектот. Дополнителни докази односно резултати на посветената политика на владата во делот на поттикнување на инвестиции и домашни и странски. Е и фактот дека имавме рекорден прв квартал во 2021 година во делот на економска активност во зоните. Го меравме наназад 4 години за жал, меѓутоа сега ќе се вратиме наназад и 10 и 15 години, верувам дека само ќе се потврди дека 2021 првиот квартал само во однос на 2020 беше повисок 30% во делот на извозот, во однос на 2018 година беше повисок 41%. Бројките за економската активност во зоните веќе ги собравме за април, ќе ги објавиме наредниве неколку денови, меѓутоа повторно сме плюс. Позитивниот тен продолжува, со овие инвестиции дополнително ќе се интензивира. Она што исто така многу важно, верувам и за министерот за финансии ќе го направи доста среќен, е тоа што минатата година компаниите кои што оперираат во зоните уплатиле 30 милиони евра повеќе во буџетот отколку што добиле државна помош. Тоа се 30 милиони евра поише за плати, пензии, патишта, инфраструктура, сето она што подразбира јавна услуга за граѓаните. Дали е тоа доволно, не знам. Меѓутоа нашата амбиција тоа да биде многу повеќе. Затоа што носиме и настојуваме да донесеме инвеститори со повисок квалитет, а со постојните инвеститори, како што кажав, да го искористиме инвестицијскиот потенцијал, да отворат нов погон и да дадат поголема плата. И она со кое што сакам да завршиме дека не застануваме тука. Новиот концепт на наше работење подразбира дека веќе во изминатите 5 месеци имаме до нас доставено формално иницијативи за реализација на нови инвестиции, што од постојни, што од нови инвеститори, во вкупен износ веќе над 300 милиони евра. И само можам да кажам од оваа говорница дека ќе работиме и понатаму, тие инвестиции да бидат квалитетни, тоа значи повеќе пари во буџетот и поголеми плати за луѓето. Уште еднаш благодарам за Вања и за Аки за поканата денеска на овој настан и се надевам дека брзо ќе се видиме на сечење лента. Благодарам.